Социјалдемократскиот сојуз ниту сакаат држава без корупција, ниту имаат намера да донесат квалитетен закон кој е резултат на дебата. Повторно сме сведоци како СДСМ и владата насилнички и составање на европско знаме на предлог законот сакаат да го протуркаат законот за спречување на корупција и судирот на интереси и со тоа да оневозможат дебата за истиот. По трет пат во собранието го доставуваат истиот предлог закон, најпрвин од страна на владата, потоа по скратена постапка го предложија пратеници и сега повторно истиот текст го доставува владата со европско знаменце и по скратена постапка, со што во собранието во моментов имаме два исти закони во процедура. Ова е класичен пример дека власта не сака конструктивност и дебата по однос на законот за антикорупција, за кој толку долго ја замајува јавноста и меѓународната заедница. Не обвинуваа дека ние со предложените амандмани сме го кочеле процесот на носење на законот. Напротив, амандманите поднесени од страна на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ се суштински и значително го подобруваат законот во насока на поголема професионалност на антикорупцијската комисија, зголемување на транспарентноста во работењето и намалување на корупцијата кај носителите на јавни функции во државата. Се она за што од петни жили критикуваше Социјалдемократскиот сојуз додека беше во опозиција. Ние и за овој закон повторно ќе ги поднесеме амандманите со кои се имплементираат забелешките на ГРЕКО, амандманите со кои ќе се овозможи поголема професионализација на државната комисија и кои ќе намалат корупцијата во државата. Имено амандманите на ВМРО-ДПМНЕ се од суштинско значење, со што би се спречило антикорупцијската комисија да се претвори во еден вид партиско тело за реваншизам и пресметки со неистомислениците на власт. ВМРО-ДПМНЕ преку амандманите сака да ја спречи злоупотребата на антикорупцијската комисија и да создадеме комисија која што професионално ќе се бори против корупцијата и судирот на интереси во нашето општество. ВМРО-ДПМНЕ апелираше уште пред референдумот да се формира антикорупцијска комисија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија чекаше цели 9 месеци откако сме без антикорупцијска комисија, 9 месеци во кои не помина ден без корупцијски скандал од страна на власта, а сега 5 до 12 да глумат дека наводно се заинтересирани за формирање на антикорупцијска комисија. Јавноста во Република Македонија треба да знае дека СДСМ не сака да донесе закон што ќе намали корупцијата во државава, туку дека сакаат закон кој ќе им одговара само нив и со кој ќе се формираат антикорупцијска комисија по нивни терк. Формирање на нов чадор што би им служел за притисок врз политичките неистомисленици, комисија над која собранието ќе има минимална контрола. Апелираме до пратениците од власта да ги прифатат нашите амандмани, со што конечно заеднички власта и опозицијата ќе донесеме закон кој ќе може да ја спречи и да ја сузбие корупцијата во Република Македонија.